првиот фестивал на европската литература во регионот Букстар оваа есен го имаше своето најквалитетно издание. Манифестацијата, која 8 година поред ги објаснува културолошките промени преку книжевноста, несомнено има висока развојна линија, која што е очигледна преку богатата програмска понуда и учеството на десетина високо профилирани европски писатели, како и бројни македонски автори. Овој саем на европската литература, структуриран преку разговори, промоции, дебати, филмски проекции и музички настапи, има социјално ангажиран карактер, чија цел е да разбранува интерес кај пошироката јавност, нудејќи содржини што помагаат полесно да се разберат проблемите со кои се соочуваат литературата и општеството денес. Фестивалот Букстар почна 2015 година, првото издание, токму во Младинскиот културен центар, во многу скромно програмско издание со двајца странски, двајца македонски автори. Имаше доста дополнителни програми, тогаш знам концерт на Фолтин и така натаму, но од година во година тој концепт постојано се менуваше. Некогаш ние сакавме со интенденциозно да го смениме, бидејќи нешто не ни се допаѓаше или сакавме да го направиме уште подобро, а некогаш беа надворешни фактори, како еве 1-2 години кога бевме со короната, па моравме да го направиме хибридно издание, односно нешто да биде во живо, а повеќето да биде онлайн со видео разговори и така натаму. Но еве оваа година 2022 сме навистина среќни, бидејќи имаме навистина фасцинантно комплетно издание, баш онака како што сме го замислувале од самите почетоци. Аз съм автор на 4 романа, един сборник с разкази. Режисьор съм на над 20 спектакъла театрални в големите български театри. По-голямата част от моите спектакли са гостували театралните на различни фестивали в Сърбия, Румъния, Черна гора, Косово. Работя и като театрален изследовател и в моя основен интерес се фокусира в съвременната екзистенция, върху това как човек е разпънат и разкъсван между идеологиите, между отломки, между някакви парчета от минали идеологии, днешни, а и такива, които сега тепърва се създават. Pa ja sam do sada napisao 4 romana, ali sam pisao i drame, pisao sam i poeziju, ali također, s obzirom da sam akademski istraživač i profesor, pišem i puno akademskih knjiga i članaka i eseja. Dakle, mogu reći 3 aktivnosti. Jedna je književno-umjetnička, druga je akademsko-istraživačka, a treća je javno djelovanje u javnosti, u novinama, u medijima, pa čak može se reći i na polju aktivizma, odnosno novih pokreta koje pratim i o kojima pišem ili često govorim. Vjerujem da književnici ne mogu imati baš usku specijalnost ili se baviti samo svojim književnim radom. Мотото на фестивалот произлезе практично од самите автори. Авторите ги биравме многу внимателно, бидејќи сакавме да бидат застапени повеќе генерации, но истовремено и меѓутоа пред се една нова генерација од 70-ти и почетокот на 80-ти години. И токму како што вели слоганот, како што кажува слоганот, храбри нови зборови, имавме чувство дека токму таа генерација носи нешто ново, нешто храбро, што треба да биде истакнато и во рамки на литературата и надвор од литературата. Аз съм включен като анонс, като најава за романът, а и като човек, който според организаторите на фестивала може да даде някаква представителна идея на това какво се случва в българската литература, какво се случва в българската култура като обзор. Това, че аз имам и такива по-общи наблюдения върху културата на Балканите, често пътувам в страните от бивша Югославия и тези неща могат
по, как да кажа, по лесен начин да бъдат сравнени с това, което се случва в България. Na ovom festivalu predstavio sam svoje romane nove, dakle Duplove, jedan roman koji govori o povijesti aktivističke radikalne ljevice od 68. do danas i koji postavlja pitanje o tome kuda zapravo idemo i šta se dogodilo sa utopijom. A drugi roman je roman Rezalište, Sečilište na makedonskom, koji govori o jednoj porodici i onome što je se dogodilo u posljednjih 30 godina, a što je nešto u čemu vjerujem da se prepoznaju mnoge jugoslavenske, postjugoslavenske и балканske породице. Моята връзка с Македония вече е дългогодишна, тъй като аз през 2016 година бях на резиденция тук. Резиденцията, писателската резиденция Абсолютно модерен, която издателство Готен я организира. И тогава бях за един месец в Скопие, точно по времето на Шарената революция. И беше един от интересните моменти човек да бъде в Скопие. И всъщност в този престой аз знаех вече историята за земетресението от 1963 година, но тогава по някакъв начин много емоционално се свързах с тази история, с събитията, които са се случили. И всъщност това земетресение влезе в романът, който сега се превежда на македонски, Малкият бог на земетръса или Малиот бог на земјотресот, който ще излезе от издателство Антолог до година. Ja sam imao tu sreću da su skoro sve moje knjige, skoro svi moji romani prevedeni na makedonski. Prvo je bio moj roman Elijahova stolica, Stolot na Elijah, koji je prevela Despina Angelovska i koji je izišao u izdavačkoj kući Ili, a sada je izdavačka kuća Antolog objavila moja dva romana, Duplove i Rezalište, prevedeno na makedonski kao Sečilište. Dijelimo zajedničko iskustvo i rekao bih možemo komunicirati bez posredovanja u nečemu što nam je blisko, a opet s druge strane naravno da su iskustva partikularna i lokalna. Иако се погледнат овие 10-15 гости кои што годинава се дел од програмата на Bookstar, секој од нив е препознатлив и по своите навистина квалитетни книжевни дела, но и некаква своја мисија што ја прави надвор од границите на литературата. Дали е тоа Светлана Алексиевич, која што е оваа годиначна добитничка на нашата главна награда Bookstar за 2022 година за најактуелна книга помеѓу две изданија, која што како новинарка има подпишано навистина стотици и илјадници текстови поврзано со животот на луѓето од поранешниот СССР па до денешна Белорусија. Па потоа преку Игор Штикс, кој што исто ни носи најразлични социјално ангажирани, општествено ангажирани теми, па до Петар Денче, Фолја, кои што ни доаѓаат у Бугарија, кои што многу отворено и без задршка говорат за овие наши меѓусебни релации, кои што секако мора да имаат некаков позитивен исход, па се до Моника Компаникова, Надија Теранова и сите, па и до македонските писатели Владимир Јанковски и Петар Андоновски, кои што се добитници или номинирани за наградата за литература на Европската унија, но и самите се многу активни во нашава книжевна фела, со нивни прогласи, со нивни коментари, колумни и реакции за секакви некои настани. Хората на културата имат един собствен език и не ги делят нито етнически, нито религиозни, нито nekakvi momentni politički sastojanija. Književne festivale ne treba doživljavati samo kao prostore, da tako kažemo, zabavljanja, nego kao i prostore promišljanja, prostore debata i konačno prostore za neke nove ideje. Що прави Хамлет, кога иска да изобличи Клавдий за смъртта на своя татко? Прави театрално представление, театърска представа. И писането на книжевност и правенето на театър е опит за интервенция в действителността, в реалността.
И зависи само од нас колку ще се опитаме и колку ще успеем. Покрај богатата понуда на книжевни настани во Скопје, манифестацијата Букстар потврди дека секој книжевен фестивал гради своја публика и дека нашата културна средина има потенцијал и капацитет да препознае квалитетни и атрактивни содржини. Фестивалската атмосфера во духот на слоганот "Храбри нови зборови од храбри нови автори" уште долго ќе одекнува, пренесувајќи ги пораките, идеите и размислувањата на учесниците, за кои се надеваме дека барем делумно ќе влијаат на тековните политичко-општествени процеси и на тој начин книжевноста ќе ја поттикне култивираноста на општествените текови. Не мислам дека од оние што ги донесуваат големите одлуки до писателите, таа граница е преголема, меѓутоа не е ни толку блиска за да биде тоа директно влијание, но сепак затоа интелектуалците и постојат, затоа се тука и писателите, да го кажуваат своето мислење, да дишат во врат на аномалиите во нашите општества, а понатака, ако има некој кој што има слух и поглед, мислам дека еден ден тие промени ќе се случат. Јас сериозно верувам во сето тоа и затоа и го организираме сето тоа со таа намера да придвижиме некои нешта напред, не само во рамки на книжевноста, туку и во рамки на општествата од кои што доаѓаат гостите и каде што доаѓаат, односно нашата држава Република Македонија.